вести на програмата на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Општина Кавадарци издвои средства од буџетот за едукација на лозарите и овоштарите. Деталите ги пренесува Ангел Данов. Квалитетното извршување на агротехничките мерки и заштитата на лозијата и овошките ја наметнаа потребата од едукација на земјоделските производители. За таа цел на последната седница на Советот на општина Кавадарци се донесе одлука за обезбедување на финансиски средства за реализација на проектот Едукација на земјоделци во областа на лозарството и овоштарството. Проектот ќе се реализира 8 месеци се до септември годинава. Ќе биде ангажиран експерт кој ќе изготви соодветна програма за обука и едукација. Советувањето на земјоделците ќе се врши 2 пати месечно. Обуките ќе бидат од теоретска и практична природа и ќе бидат организирани континуирано, согласно сезонските потреби за земјоделците. Ваквите едукации за земјоделците се голем чекор напред во осовременувањето на досегашните практики на производителите, кои се водеа од сопственото искуство, а не по научните достигнувања, па од тие причини многу пати се грешеше во заштитата од болести и штетници, зашто доказ е и минатогодишниот намален род поради ненавремената и квалитетна заштита од пламеница и пепелница. Зоран Јаневски информира, ќе се продава стариот театар во Велес од локалната самоуправа, вела дека во теке изработка на деталниот урбанистички план со кој ќе се предвиди нов објект на оваа локација. Општина Велес ќе го продава стариот театар. Архитектите утврдиле дека зградата е во лоша состојба и не може да се употребува. Заклучено е дека објектот треба да се урне и на негово место да се изгради нов објект. Од локалната самоуправа велат дека во теке изработка и на деталниот урбанистички план, со кој ќе се предвиди нов објект на оваа локација. Предвидено е да го гради приватен инвеститор. Стариот објект на театарот дефинитивно службите на општина, односно градежните инженери да го дадоа своето мислење дека објектот не е добар за употреба, тоа значи дека ќе мора објектот да се струши. Ние сме во тек на донесување на детален урбанистички план за овој дел од градот, каде што се вклопува и театарот, и очекуваме по донесувањето него во Советот на општина Велес, бидејќи имаме веќе маркица таму, да го понудиме на продажба. Плановите на локалните власти предвидуваат на локацијата кај стариот театар да се гради објект со станови и деловни простории. Според најавите, во новата зграда ќе има и простор во кој треба да работи дневен центар за лица со пречки во развојот. Ќе биде мешано. Колективна зграда со деловен простор. Секако ние сакаме да правиме уште и некои одредени содржини таму кои што во текот на преговорите со инвеститорот ќе бидат наменети повторно за лица со посебни потреби. Стариот објект на театарот општина Велес го доби во февруари годинава. Државата одлучи да го отстапи на трајно користење откако заврши преселбата на театарските работници во новата зграда. Инаку просторот на кој се наоѓа стариот театар има површина од околу 1000 метри квадратни. Според проценките на локалните власти, овој имот вреди околу 200.000 евра. Последниот училишен ден заокружен со одбележување на патрониот празник и многу награди за успешните ученици од Општинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци. Крајот на учебната година во Општинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци денеска беше и официјално заокружен со одбележување на патрониот празник. Вработените и учениците славеа во име на патронот, пред чија што биста беше положено и свежо цвеќе. Цвеќе освен представници на училиштето на чело со директорот Анđелко Заринов положи и представници на Советот предводени од председателката Горица Пеливанова Вилхем, представници на локалната самоуправа, гостите од партнер училиштето од Рашчи и Сојузот на борци Кавадарци. Со интонирање на македонската химна, свечениот дел од прославата продолжи во спортската сала, каде пред присутните се обрати директорот на училиштето. Според Козаринов, училиштето заслужува само пофални зборови и важи за пример. Наставниот кадар и учениците се доблесни кај да се појават, да освојат награди и да бидат најдобри. Тоа ми дава за право да се чувствувам горд и да потенцирам дека ако некогаш училиштето ги
ги немаше ни основните услови, денеска е модерно, современо и пример за останатите, ќе се стремиме кон уште подобри услови во секое поле, како во инфраструктурата, така и во образовниот процес и ќе целиме кон врвни резултати, рече Козаринов, користејќи ја и можноста да ги презентира накратко проектите на кои се работеше во оваа учебна година во Општинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци. Сега веќе можете и сами да видите и да приметите дека училиштето Димката Ангелов Габер представува училиште на 21 век, веќе не дели ништо од другите училишта, за разлика од порано, веќе сите ние ги имаме исти услови како и другите училишта, па дури и подобри. Веќе можам да кажам дека сите се осеќаат среќни во нашето училиште, почувајќи од учениците, наставниците и сите вработени, техничкиот персонал и така натаму. Значи, комплетно се промени ликот на нашето училиште, а сето тоа беше заслуга на сите вработени во училиштето и заслуга на локалната самоуправа, па и на Министерството на образование, кои што сите заедно ми помогнаа и заеднички ги реализираме сите проекти кои што ги реализираме. Вкупно тоа беа некаде 48 точно проекти во училиштето. Тука нема да застанеме, ќе продолжам и понатаму. Тој денеска ја имаше и честа да им ги додели наградите на правенците на генерацијата, привилегија што врз основа на континуираниот успех им беше доделена на Надица Туриманџова и Глигор Ивановски. Двајца ученици што јавно се заблагодарија на целиот наставнички колектив и со посебна почит кон својот класен раководител, ветија ќе бидат пример во образованието и понатаму. Јубилејни награди денеска добија и вработените во училиштето, а во редот на таквите беа издвоени Трајан Каризова и Камка Карова. На патрониот празник училиштето со награди и признанија ги почести и најдобрите ученици во ликовниот и литературниот конкурс, како и учениците со освоени значајни резултати на општинските и државни надпревари. Благодарница за успешната соработка со училиштето доби и партнер училиштето Дрита од Рашче, а публиката беше почестена со богата културно-уметничка програма. Од утре ќе се полага државната матура, пријавени годинава се вкупно 17.643 ученици. Оваа учебна година за полагање на државна матура се пријавени 17.643 ученици, од нив 8.815 се од гимназиско образование, 8.550 од средно стручно образование и 278 од средно уметничко образование, информираат од Државниот испитен центар. Согласно концепцијата за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно образование со 4 годишно траење во Република Македонија, учениците екстерно полагаат 3 предмети. Задолжителен за сите е мајчиниот јазик на 11 јуни, односно утре во сите средни училишта во Република Македонија ќе се полага задолжителниот предмет, односно македонскиот јазик и литература. Македонски јазик и литература ќе полагаат 11.359 кандидати. На 15 јуни во сите средни училишта во Република Македонија ќе се полага странски јазик. Како и секоја година, и оваа најмногу матуранти имаат избрано да полагаат англиски јазик, и тоа 16.336. Бројот на кандидати кои се пријавиле да ги полагаат останатите предмети е многу помал. Француски јазик ќе полагаат 134 кандидати, германски јазик 178, а руски јазик 47 кандидати. На 17 јуни математика ќе полагаат 2626 кандидати. На 19 јуни ќе се полага физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Бизнис ќе полагаат 4582 кандидати, историја 3856, биологија 3654, филозофија 2679, хемија 354, физика 119 и естетика 204. Испитниот материјал се доставува во училиштата и се враќа до Државниот испитен центар истиот ден кога се реализира испитот. Сите испити почнуваат во 10 часот. Во процесот на реализација на матурата во училиштата се ангажирани 2117 наставници како тестатори и околу 200 наблюдувачи, представници од институциите надлежни за образованието во Република Македонија.
Дечињата од средните групи при детската градинка Рада Поцева Кавадарци на своите другарчиња од големите групи им посакаа среќно поаѓање во училиште, информира Маја Алексовска. Со музички хепенинг во училишниот двор дечињата од детската градинка Рада Поцева објект Изворче денеска на своите другарчиња од големите групи им посакаа среќно поаѓање во училиште. Овој музички хепенинг Кавадаречката детска градинка го спроведува секоја година, а во него беа вклучени сите дечиња од средната до големата група, односно од 3 до 6 години кои поединечно се представија со своја музичка точка. По повод испраќање на дечињата во прво оделение, денеска се собравме и му организиравме музички хепенинг. На тој музички хепенинг учествуваат дечињата од најмала возраст до голема група и сакаме да им посакаме среќно поаѓање во прво оделение на дечињата. Сите дечиња се представија со по една музичка точка и на крајот заедничко дружење од сите воспитни групи. Купно 48 дечиња ќе ја напуштат градинката и од септември ќе седнат во училишните клупи. И оваа година детската градинка е отворена за упис на нови дечиња, но неспоред е фактот дека над 300 дечиња чекаат на листата по 3 и 4 месеци за упис во детската градинка Рада Поцева, а неизвесен е еднивниот прием со оглед на тоа дека 300 дечиња се веќе над дозволениот број. Од детската градинка Рада Поцева потенцираат дека оваа предучилишна установа продолжува со праксата паралелно и во лето да работи и изгрижува дечиња. Праксата, велат, ја наметнува потребата на родителите и со години се покажува за доста успешна. Два од работните објекти ќе го работат месец јули, а во двата поузата ќе биде искористена за тековни активности околу реновирање и поправка на работниот објект. По овие активности тие два ќе функционираат во август, а објектите кои го работеле јули ќе користат заслужен леден одмор. Без разлика во кој од работните објекти дечињата ја посетуваат градинката, родителите и во лето ќе имаат згрижување на дечињата. Активностите на детската градинка Рада Поцева ги поздравуваат и родителите, често вклучувајќи се и тие директно во настаните, и потврдуваат дека иако градинката одлично ја извршува својата должност, добро што го следи модерниот тренд и се вклучува кон современиот образовен процес. Идните мајки кои ќе добијат близнаци или повеќе деца ќе добијат продолжено породилно боледување наместо 12, ќе им следуваат 15 месеци боледување. Со стартот на измените на Законот за работни односи, наместо 12 месеци, идните мајки кои ќе добијат близнаци или повеќе деца добиваат породилно боледување од 15 месеци, објаснуваат од Министерството за труд и социјална политика. Измените од Законот за работни односи кои предвидуваат отсуство за бременост, раѓање и родителство на работничка која родила повеќе деца одеднаш, близнаци, тројка и повеќе, и за работничката која посвоила повеќе деца, 2 или повеќе, да се зголеми на 15 месеци. Во службен весник се објавени на 5 мај годинава, а во сила се влезени на 13 мај. Од Министерството за труд и социјала немаат податок колку средства дополнително ќе бидат издвоени за продолжување на боледувањето од 12 на 15 месеци и колку жени во просек годишно користат породилно отсуство за повеќе деца. Податоците на Фондот за здравство покажуваат и дека расте бројот на породилните отсуства. Минатата година за оваа намена во буџетот на Фондот за здравство биле реализирани 16,5 милиони денари, или околу 270.000 евра, пишува Утрински весник. Средношколците од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи Неготино зема учество на 5-тиот поред Треш Фешн Македонија надпревар на креации изработени со реупотреба на материјали. По 5-ти пат годинава Сдруженијето на граѓани ОХО го организираше Треш Фешн Македонија, надпревар на креации изработени со реупотреба на материјали, кој е наменет за сите средни училишта кои се вклучени во програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, која ОХО ја имплементира заедно во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија. Овој настан се одржава во Младинскиот културен центар во Скопје по повод Светскиот ден на животната средина и на истиот учество земаа повеќе од 40 на средни училишта во Македонија, меѓу кои и Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Неготино. Неготинското училиште го представуваше тимот кој го сочинуваа Ангела Мојсовска, Ивона Атанасова и Сладјана Ефремова, секако предводени од менторот професор Сузана Стоева. Тимот веќе неколку месеци минуваше низ процесот на собирање, рециклирање и изработка на својот оригинален моден дизајн. Фустанот со кој се представија неготинските средношколки беше изработен од
најлон, хартија и CD, а на ревијата моделот го представи Ангела Мојсовска. Инаку целта на Треш Фешн Македонија е на иновативен начин да се поттикне и анимира младите да ја развијат свеста за заштитата на животната средина, собирајќи го отпадот околу нив и да креираат оригинални модели преку неговата реупотреба. Следува временска прогноза. Утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, попладне е можна изолирана појава на краткотраен порен дожд и ретки грмежи. Ќе дува умерен северен ветер, а температурата ќе се движи до 30 степен. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.